100 години од Првата светска војна и комеморација за големиот број војници на француската источна армија кои загинаа во битката кај Битола на 18 мај 1917 година се одржа на француските воени гробишта во Битола, каде голем број од 13.000-ната војска е погребана. На 18 мај бугарските топови ја гранатирале областа наречена Црвена скала. Во борбите учествувале 6.000 војници кои припаѓале главно на полкови од Алжир и составени од алжирци или французи родени во Алжир. Загубите биле страшни, преживеале само 259 војници. Амбасадорите на Франција и Алжир зборуваа за нив и нивните дела со цел да не бидат заборавени, а воедно и да не се повтори ужасот. Et construire un espace de paix. И нашата заедничка цел и истовремено и целта на овие кои што се загинати овдека е да го надрадиме заедничката иднина на сите земји овдека околу Медитеранот во духот на европската иднина. Нека бидат сите знамиња, значи рамо до рамо еден со друг во духот на братството, како денеска. C'est une mémoire partagée. Je voudrais И ќе инсистирам денеска на зборот споделено сеќавање, затоа што тој го кажа во мојот говор, овдека сите овие загинати, мноштвото загинати се сигурно од различна вера, од различно потекло. И сите умреа за еден ист идеал. И инсистирам на фактот дека големото мнозинство од сите овие загинати немаше ниту 30 години. И секако дека она што пораката што сакам да ја упатам денеска е никогаш да не се повтори. Во 1916 година француската армија повторно го освоила градот Битола, но тој понатаму бил гранатиран од бугарската артилерија од правец на планината Баба. Во пролетта 1917 година Франција започнала офанзива, но таа резултирала само со убиствени борби. Почесни говори за војничката сплотеност, обединетост и единство за идеалот и покрај различните возрасти, вери и убедувања, посета на гробовите на двајца војници од алжирско потекло, верски молитви од католичка и исламска вероисповед беа само дел од протоколот. Бројни делегации од амбасадите во земјава, почесните конзуларни представништва во Битола, општината Новаци и други присутни положија свежо цвеќе на споменикот во чест на загинатите на француските воени гробишта во Битола.